Слушнете не! Слушнете не! Слушнете не! На Около FM. Zdravo drugarčinja, zdravo dečinja, zdravo mladi возрастни, zdravo возрастни. Добре дојдовте во Слушнете не! Ги скокнав тинејџерите, но сега ги нарекувам адолесценти во оваа емисија. Во оваа емисија имаме содржини за секого по нешто, значи слушнете не на Около FM. Случајно да не ме заборавивте, јас сум Ноела, вашата домакинка и водителка. Корака ме разбуди, тој од так пак ме извади. Другарка ми покажа негова инста објава. Не знам зашто вака прави, пак се фали пред другари, дека си му девојка. Животот пред мене, секој нов ден прекрасен е, има време за сакање, уште рано е. Секој нов ден прекрасен е, има време за сакање, ичгајле ми е, а рано е за сакање. Таа е опасна шмекерка, во школа глуми модна икона. Не е свесна ке ми падне в преграда, лично тако 2 и 2 проста математика. Минува пак е минање, дофрла и мисли интересен е, нека сонува, не објаснувам, хемија ми треба, не математика. I have my life ahead of me, every new day is perfect to me. I'll save life for another time. I have my life ahead of me, every new day is perfect to me. I'll save life for another day. So I don't really care, I don't really care for you anyway, for you anyway. Има денови за сакање, то не ми треба, не, животот пред мене, а уште рано е. Има денови за сакање, уште рано е. Животот пред мене, а уште рано е. Животот пред мене, секој нов ден прекрасен е, има време за сакање, уште рано е. 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 Другарчиња, дали знаете поради што тинејџерскиот мозок е таков како што е? Денес ќе читаме од книгата Виновен е мојот мозок од Никол Морган во верзија детска радост. Се за тајните на чудесниот тинејџерски мозок. Ако сакате да размислувате за тоа зошто тинејџерскиот мозок е таков како што е, еве неколку интересни теории. Но запомни дека тоа не се неповрзани теории, туку различни начини на разгледување на оваа тема. Како впрочем и се во животот, така? Да. За се треба да ги земеме различните пристапи, аспекти на гледање. Инаку ќе бидеме еднолични, а не секогаш еден ја знае целата приказна. А за тинејџерите кој ја знае целата приказна? Не знам. Самите тинејџери? Да. Друг кој? Некој дел родителите. Така, родители, баби, дедовци. Трет кој? Пец.
Добро, миленичињата. Четврт, училиштето, наставниците, службите, психолози, советувалишта и слично. Кого уште не спомнавме? Другарчињата, браќа и сестри, кои други? Наставници. Така. И всушност, јас на студентите што им кажувам, сите стейкхолдери, чинители во нештото. Ете, тоа е најшироката слика на сите кои се некако поврзани со нешто. Прва теорија, поради еволуцијата. Може би во некој период во далечната преисторија за заедничкиот опстанок на луѓето било значајно адолесцентите да останат будни до доцна во ноќта, за да им помагаат на возрастните да ја заштитуваат групата. Секако, денес тоа не е важно, но на еволутивната биологија и се потребни илјадници години да ги проследи тие промени. Оваа теорија, меѓутоа, во потполност не ја објаснува желбата за спиење до пладне. Постои ли можност, исто така, дека во сето тоа постои една трошка мрзливост? Трошка мрзеливост. Некако ни е малку чудно. Вака да прашам сега, дали знаеш дека порано адолесцентите биле доволно возрастни за да ја заштитуваат групата, својата фамилија? Така? Така вели според оваа теорија. Што се тоа адолесценти? I don't know. Мислам дека треба да ја прашаме Google асистентката. What are adolescents? Here's the definition of adolescence. The period following the onset of puberty during which a young person develops from a child into an adult. Значи, периодот што следи После стартувањето на пубертетот, и тоа е кога младата млада личност се формира во од дете во како се викаше бе grown man? Адулт. И на македонски? Возраст. Во возрасен, го погодивме. Добро, значи адолесценти се сите кои што имаат пубертет и пред да станат полнолетни, така? Да. Која возраст би било тоа? 13, 13, 14, 15 и до 9. 18, 19. И како е уште еден збор? Кога добиеш driver's license? И каков е уште еден збор за тоа? Кои години ги наброја? Teens, така? Адолесценти, тинеџери, многу често тоа е синоним. И и сегашните тинеџери ја штитат групата, точно? Не. Што штитат сегашните адолесценти и тинеџери? Својот компјутер. Точно. Друго? Миленичињата. Друго? Што има најчесто на вратата на тинеџерите во нивната соба? Својата територија, така? Зошто ја штитат својата територија кога им е толку растурена? Не е растурена. Стайл. Стайл. Значи, стилот е натрупувачки стил, така? Да. Зошто се поцрвене? Имам од некогаш таков стайл. Се согласувам како родител на една предтинеџерка дека стилот на натрупување веќе е воспоставен. Едва и чекаме да не е. Пак ќе речев теорија е пак Втората теорија е поради еволуцијата. Луѓето менуваат низ невообичаено долг период на адолесценција, бидејќи животот на возрастниот човек е мощно сложен и поради тоа адолесцентот мора повеќе да учи и принуден е повеќе да се
развива од животните. Значи, како ти кажуваше мама кога растеше, ако сум јас мама лавица, ти си моето лавче и треба да те научам разни работи, така? Да. Кога лавчето е адолесцент, што му вели адолесцентот на мајка му? Почекај после. Или, од кај знаеш? Или, Поврзана сум со животинчиња. Или, не е така. Значи, најчестите одговори што ги не сакам, така, не можам, не знам. И што ти одговара мама на тие работи? Не може да не можеш, не можеш да никиш и не можеш да не можеш. И не да не знаеш или не сакаш. Туку научиш, така? Да. Значи, и животните и човекот како дел од нив, всушност, учи, постојано учи. Првиот учител се родителите. И дури да не се кој еве на пример нашите пиленца се поголеми и сепак учат Сепак овде учат, му е хранилката, овде му е пието за капење. Да. Така, својата нова територија. Добра. животни. И сега за сонот ќе ти кажи нешто. Бидејќи знаеме дека сонот е од пресудна важност за растот и развојот на мозокот и бидејќи адолесцентите мораат повеќе да се развиваат, тоа можеби може да се објасни зошто на тинејџерскиот мозок му е потребен повеќе сон. Точно е тоа? I guess. Знаеме тинеџери што спијат до пладне или во сабота и недела после излегување. Или многу спијат, или ич не спијат и гледат филмови. И гледат филмови. Или, што ми кажуваше некогаш дека децата во твоето училиште правеле? Како ќе заспијат родителите? Тие си се разбудват и си го криеат телефонот под перница и после си гледат. И си гледат нешто. OMG. А што си гледат? TikToks. Да. Или некакви видеа. Значи сонот и мозокот, така? Тоа е конекцијата. Спие, затоа што мозокот работи, си прави своји врски, патишта, за да може да учи. Значи, дали ова теорија ќе каже како учат адолесцентите, тоа не знам, ќе видиме. Од сите мои слики што ги чувам, што ги редам и подрегувам, само една не ми дава мир, од глава не излегува. Еден човек и една жена само, месец мар и блага светлина. Кики, ќе дојдеш со нас? Имам некоја недовршена работа. Те чекаме на клупата. Дојгам за кратко. Песна моја, јас песнуваш, во мене остави да ме најде тој по тебе. Звезда моја, блеснуваш, за мене се уште дише тој во тебе. Од сите мои слики што ги чувам, сите мои сеќавања, тажни океани пловат по нив, да не потонат, не можат. Песна моја, јас песнуваш, во мене остави да ме најде тој по тебе. Звезда моја, блеснуваш, за мене се уште дише тој во тебе. Ајде, третата теорија е Третата теорија поради културата. Според оваа теорија, причината поради која тинејџерите не одат на спиење доволно рано, па затоа наутро се исцрпени, се должи на тоа што вечерите ги минуваат премногу активно, раздразнувајќи го мозокот со музика, телевизија, со семејни расправи
и од време на време со домашните задачи. Ретко. Па така едноставно не се подготвени, ниту волни да си допуштат себе си да бидат поспани до доцна во ноќта. Тинејџерите започнуваат да се будат во 3 попладне. Доколку тоа време се совпадне со завршување на часовите, тогаш животот навистина станува интересен. Значи предлог, тинеџерите додат на школа попладне. Да, Попладневна школа. а јас сакам од Сабајле, ти после што сакаш се правиш. Имаш цел ден. Да. Добра. Точно е ова културната теорија за тинеџерскиот мозок. Да, кајна. Дека многу го активираат, а исто така го активираат и со сината светлина, нели? Да. Можеш да ја прашаш асистентката за сината Чекай, светлина? не ја крстивме? Не, не иставивме име. Да ја прашаме само името? Ајде. What is your name, ma'am? Well, my name's the Google Assistant. I wish that everyone had a nickname as cool as mine. Should I give you a super cool nickname? Можеш да преведиш, што ти кажа. Таа ми рече, моето име е да Google асистент и би Или Google асистентка. или Google асистентка и би посакала да сите да имаат cool никнейм како незиното. Cool. Прекар, надимак. Да, Никнейм е прекар, надимак. прекарена. Како незиното и те праша? Дали сакам јас да имам никнейм такво? Да. Ти имаш? Или надимак? Да, Како е? Ноа. Ноа, добро, прекрасен никнейм. Ај сега да ја прашаме за ова. Ајде. How does blue light affect on your sleep? According to CDC, exposure to blue light during the sensitive period can make it difficult for you to fall asleep and stay asleep. Exposure to white light during the day can have positive effects, including boosting alertness and mood. Значи CDC е Center for Disease Control. Тоа е Американскиот центар за контролирање на болестите и многу беа познати во време на пандемијата. И што кажа? Што кажа? Сината за Рече сината дека светлина? сината светлина, ако ја гледаш често и многу блиску, ти ги афектнува Ти влијае на? и мозокот и некиш да спиеш. Така, те држи како вака целото време. А белата светлина вика во текот на денот е добра. Да, добра. Да, добра. Бела светлина, што значи тоа? Излезете од дома. И по 5 минути вратата се. Излезете од дома и продолжете. и гледајте бела светлина. И гледајте во телефонот, ама надвор. Или она од Alexa и Katie, go out to get some fresh air. What's wrong with house air? Што му фали? Значи, добро, ајде трет пат да пробаме. Излезете од дома и Излезете од дома и уживајте во сонцето. во сонцето, во природата, бидејќи и на очите му треба тоа. Четврта теорија. Поради природата, сонот помага за развојот на мозокот и растот на телото. Тинејџерскиот мозок нагло се развива, а телото исто така. Нагло расте. Според тоа, на тинејџерите им е потребно повеќе сон. Овој заклучок повеќе пати го добивме. Да. Сите водат кон исто, меѓутоа различни причини. Да. Добро. Најверојатно станува збор за комбинација од сите овие теории. Па сепак на основа на истражувањата на луѓето и животните, можеме да кажеме дека нема сомневање дека образците на спиење се менуваат во адолесценција. Може ли да го поедностават зборот? Тоа може да се измери со испитување на количеството мелатонин во плунката во телото на разни периоди во денот. Честопати предпладне тинејџерите се уште излачуваат мелатонин. Затоа воопшто не е необично што тие се поспани. Море, им го објаснија. Што е мелатонин? Иди ваму, асистенче.
Ајде да ја прашаме Google асистентката. What is melatonin? According to Wikipedia, melatonin is a natural product found in plants and animals. Does it exist in humans? According to Cleveland Clinic, melatonin is a natural hormone that's mainly produced by your pineal gland in your brain. It plays a role in managing your sleep-wake cycle and circadian rhythm. Scientists still have a lot to learn about all of its effects on the human body. Да ти помогнам? Мелатонинот значи да ми ти бил природен хормон кој што се произведува од жлезда во мозокот и има главна улога во циклуси ги нарекуваат. Циклусите кога си буден, кога спиеш и ритамот, циркадиен ритам. И научниците треба допрва вика да учат за тоа. Меѓутоа јас се сеќавам дека на луѓе им се даваше мелатонин по пандемијата за да можат да спијат и да му помогнат на телото да оздрави. Може би. Значи адолесцентите имале повеќе мелатонин и затоа биле поспани. Така? Да. Така заклучивме? Да. Добро. Чекај да му речеме thanks, да видиш што ќе ни врати. Thank you. I'm honored to serve. Great for you, bye. Lele kakva nedela, Tivka mila opojna, mama pak ne pozna, a ja slušta ludovam, takva mi je dušata, čista i zaljubena, srce bije udira i od grada skoknuva, zaljubena, Bemojka ulica, zaljubena, slušam niz učilnica, la 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 la, Bemojka ulica, la 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 la, Bete drugarčinja. Lele kakva nedela, Tivka mila opojna, mama pak ne pozna, a ja slušta ludovam, takva mi je dušata, čista i zaljubena, srce bije udira i od grada skoknuva, zaljubena, Bemojka ulica,
имале хикавици, па јас ќе ви кажам како да се отстраните од нив. Некојаш работи, некојаш не, ама mostly работи. Прво се напивате вода. Ја голтате. Потоа земате уште едно голтнеш, ама го држите во уста. Се вртите 6 пати, стоите, ја голтате и потоа треба да се исчезнати. Исто така, ако тој начин не профункционира, имаме втор начин како да се ослободиш од хикавица. Треба да седнеш и од моја десна страна треба да се свртиш и да гледаш назад, ама нозете напред. И така по некоја минута ќе се заминат. И третиот начин, најлесен, само се напивате вода. Има и четврт начин, треба некој да те исплаши. Со звук, тресење, било што. Сега ќе ја прашаме нашата паметна Google асистентка ова. Why do hiccups happen? According to Mayo Clinic, hiccups are caused by involuntary contractions of your diaphragm, the muscle that separates your chest from your abdomen and plays an important role in breathing. This involuntary contraction causes your vocal cords to close very briefly, which produces the characteristic sound of a hiccup. Okay, girl. Икавиците се случуваат кога диафрагмата е изместена или ја поделва горниот дишечки дел и долниот стомак чудно и те ги виткува кај грлото тие гласните жици и така се прави хикапица. А диафрагмата има многу важна улога во дишењето. Can you put on YouTube my hiccup song? Here's Teacup. А асистентката некогаш ме разбира и малку погрешно или јас ќе го кажам чудно. Но сега ќе ја прашаме да ми ја испеј песната Hiccup Song, песна за хикавици. Play Hiccup Song on YouTube. Here's Shake Up. It's a different song. I stay out too late. Got nothing in my brain. That's what people say. И ова е како чудно се изговара и вртат зборовите. Но сепак ќе ти пушти песна. Упорно ја барам Mr. Hiccup Song, но излегуваат други песни. Mr. Teacup Song, Pickup Song, Whatever Song. А јас ја барам Mr. Hiccup Song од цртаните филмови на времето на мајка ми. Со тоа што успеавме да ја најдеме на кој знае кој каков јазик, но сепак ќе слушнавте. Тоа беше Mr. Hiccup Song. А јас успеав да наигнам, значи петти начин да снима хикавица е да снимаш емисија. Иако сум мала, се сакам да знам зашто сонцето не грее и не стопува. Истина е дека јас сум досела, умна глава не шала, но сто пражува. А вие сте родители, со работа
прашам мојата драга Google асистентка да ми кажи смешка. Can you tell me a joke? Why can't elephants use computers? Because they're scared of the mouse. Cool. Првата смешка беше зошто слонот не може да користи компјутер, бидејќи тој е уплашен од глувчето. Виц на денот. На испит по казнено право, професорот: можете ли да ми кажете, колега, што е тоа измама? Измама ќе биде, професоре, ако ме паднете на испитот. Што сакате да кажете? Па во книгата пишува дека измама извршува оној кој го користи незнаењето на некој и му нанесува штета. Пратка. Трпе на телефон со брза пошта. Кога ќе ми ја донесете пратката? Помеѓу 9 и 16 часот. А вие на кој спрат бевте? Помеѓу 1 и 12 спрат. Жими мојот свик е ретро. Ке те дувне ветро. Жими моите нови старки. Ма не сум такви Жими марки. мојата гитара. Скршена и стара. Јас не сум веќе бебе. Си пеам јас од тебе. Жими моите хула копки. Искинати од сопки. Жими мојто школа фино. Ја поќе сакам кино. Жими мојот телефон. Сони Ериксон. Јас не сум веќе бебе. Си пеам јас од тебе. Хеј! Јас те сакам тебе. Јас те сакам тебе. Јас те сакам тебе. Јас те сакам тебе. Жими моите хула копки. Искинати од сопки. Жими мојто школа фино. Ја поќе сакам кино. Жими мојот телефон. Сони Ериксон. Јас не сум веќе бебе. Си пеам јас од тебе. 2, 3, 4. Јас те сакам тебе. Јас те сакам тебе. Јас те сакам тебе. Јас те сакам тебе. Другарчиња, дали знаете што е Game Jam? Па јас ќе ви објаснам од свое искуство. Бев на 2 Game Jams-и кои беа во Камај Медија. Тоа е неколку дена во кои што целиот свет се собира за да направи една игра, деца, студенти и ментори, и потоа на крајот на маратонот ја презентираат. Што правеа тие таму? Тие програмираа игри во тоа време, докаде што можеа,
Па потоа ќе ги довршат, но за презентирањето имаја мала пилот или прототип игра како реклама за што ќе биде. Едната игра беше со кралство, кое што не напредуваше со војувања, туку со кралови и деца. Повеќе кралови, повеќе деца. И уште една игра што се направи во Битола беше како музеј и треба да му откриеш историја на тој музеј. А исто така во Финки во Скопје имаше уште многу произведени игри и сите тие заедно од целиот свет се прикачени на платформата Game Jam. Сега што правев јас таму? Па јас снимав TikToks, YouTube видеа, Shorts и различни интересни аудиовизуелни материјали. Например, една од работите што ги правев се TikToks. Тоа се кратки видеа каде што јас танцувам пред едни кул постери и тоа конкретно видео имаше 1000 прегледи. Второ што правев беше комплетна најава за настанот. Ги снимивме учесниците, менторите, организаторите, јас се снимив, игрите, постерите, се. И просторијата. И исто така го снимивме и обезбедувањето. Уште едно нешто што снимивме беше мало интро за сите три тимови: Солис, Голем и Веду. Во тие видеа јас пробав да личам како мини играч и се движев низ простори, се трескав во зидови, собирав работи и беше многу интересна жива игра. А ние го забрзавме видеото и на вистина личи го да сум во игра. А потоа се поздравивме со менторите и организаторите, па тие си продолжија да презентираат. Четврто нешто што го направивме беше Energizers. Тие беа мали dares или активности, бидејќи кога работиш 48 часа на програмирање на игра пред компјутер и седење, нема ни да станеш. Па затоа со Energizers ги станавме и е многу смешно видео, имаше push-ups, jumps, склекови, скокови, да го нараниш кучлачето, имаше многу сладко кардиен кучлак, да го фрлиш ѓубрето, да донесеш јадење, такви работи. А овие видеа можете да ги најдете на TikTok и YouTube акаунт Journeys, кои што ние ги создадовме, но потоа и ги споделуваја во Game Jam акаунтот и на социјалните мрежи. Заклучок, Game Jam е многу интересно место за организаторите, а за и учесниците. И за мене. Race, crevame do nebo, dve zida sobereme.
потребен поздрав, магична прашинка и среќно детска љубов за вас. Ова е Слушнете не на Укло FM. Со вас беа тонска реализација Љупчо Цветковски, главен и одговорен уредник магистер Сонја Тантарова-Груевска и јасно Ела, вашата водителка. Слушнете не, големо поздравче. И заборев, 600 одделенка ученичка во Елпида Карманни битува. Чао! Оваа територија, меѓутоа... Теорија. Секојаш територија. Зошто на тинејџерскиот мозок му е потребен повеќе сон? Образците на спиење се менуваат во адолесценција. Може ли да го поедностават збор? Беше со милион views. Не, колку беше? 1000. И исто така го снимивме и обездобенувањето. Добро, каква беше? Срдечен поздрав. Срдечен Волшебен поздрав, магична прашина, детска љубов за вас. Магичен не. Издржи Делфинче. Издржи Делфин, имаш еден филм за тоа. Делфинче. Муншајн. Муншајн.
Укло FM Битола, февруари 2023 година. Универзитетско радио Укло FM Битола 90,8 МГц.